Се бара поништување на гласање во избирачко место 2823. Кој е да се усвои приговорот? Кој е да се одбие? Констатирам дека со 9 гласа против е одбиен приговорот од ова избирачко место. Не едно, туку 3 ливчиња. Тоа е доволен основ Државната изборна комисија да постапи, дали по приговор, дали по службена должност, да го поништи гласањето и да не дозволи и ова да помине незабележено и несанкционирано. Бидејќи, ако продолжиме онака како што работиме досега, мислам дека испраќаме лоша порака за разлика од минатата година, кога инсистиравме за совесно, одговорно, педантно работење на избирачките одбори и овде со денови ги државме да дават изјави и да испраќаме порака дека нема Државната изборна комисија да остави неказнето некој ако не го спроведува изборниот законник од страна на изборните органи. Затоа сметам дека ова е доволен основ да се поништи гласачкото место и да се земе на одговорност избирачкиот одбор на тоа избирачко место, како може 3 гласачки ливчиња плюс да се најдат во кутијата од бројот на гласачи кои што гласале и кои што се потпишале во избирачкиот список. Имено и во овој приговор, колеги, се повикуваат на член 157 став 1 алинеја 5. Член 157, ве молам погледнете, е избори за замена на членови на советите. Став 1 има, алинеја 5 нема. Сосема друг член се повикуваат. Не знам што е овде повредата. Во член 157, став 1, алинеја 5. Нема таква алинеја нема, не постои. Како може ваков приговор да се достави до институцијата Државна изборна комисија? Да се повикуваш на член, на алинеја, нешто што не постои, во законот не постои. Не знам како да одлучуваме ние. Не сакам да се злоупотребува, да се префрла само по службена должност, да некој кој не знае да напише приговор, по службена должност ние да постапуваме на сите избирачки места. Ова не е жеоботека.